Добро, предлагам да започнеме. Јас сум Вилијам од Brainster, ќе го водам овој вебинар заедно со Фросина. Прво, добро вечер на сите. Добро дојдовте на вебинарот Основи на мануелно и автоматско тестирање со Фросина Трипуновска. Фросина ни е иначе инструктор на Академијата за софтвер тестинг. Предава 3 модули: вовед во објектно ориентирано програмирање, автоматско тестирање и Appium. Ќе ви кажем нешто повеќе за тоа. Инаку сите сте на мјут за да бидеме малку поорганизирани. Сите прашања може да си ги пишувате во чет. Доколку има некој простор во самиот вебинар ќе ги одговориме тогаш. Доколку не, имаме на крај дедицирана сесија за Q&A. Така да слободно пишувајте во чат сите прашања. Така да мислам дека може да започнеме. Фросина, поели. Може да, фала ти, Вилијам, на интродакшенот. Здраво и од мене. Значи, денеска ќе се обидам да ви дадам една слика за тоа што е тестирање на софтвер, што значи да се биде еден тестер на софтвер и некои основи на мануелно и автоматско тестирање како типови на тестирање. Ево вака. Значи, најпрво ќе позборуваме за тоа каде се користи софтверот, зошто ни е потребен, што всушност представува истиот. Со самото тоа и се наметнува и прашањето зошто треба и да тестираме. Ќе дадеме еден убав вовед за тоа што е тестирањето и колку е важно истото. Ќе се запознаеме малку по-длабински со терминологијата на софтвер тестингот, кога започнува процесот на тестирање при градење на софтвер, што значи уствари и самиот процес на тестирање, кои се типови на тестирање, кои се фазите на тестирање. Значи сите тие работи некои основни ќе ги пројдеме овде. Потоа ќе се запознаеме и со основи на мануелно и автоматско тестирање, што и самиот наслов на овој вебинар, кога да го користиме едното, кога другото, дали може само едното да користиме, зошто да, зошто не. И малку пред крајот ќе зборуваме за вештините, технологиите и карактеристиките на еден тестер на софтвер. Значи ќе навлеземе малку во проблематиката, значи ќе се запознаете со села, па доколку ви се види интересно, а верувајте ми е доста интересна и динамична работа. И со се поголемо искуство станува се уште повеќе интересно. И на крај, како што рече Вилијам, ќе имаме сесија за прашања кои што вие може да си ги пишувате во меѓувреме. Па мислам дека може да почнеме. Значи најпрво генерално што е софтверот и каде све го имаме. Значи како што знаеме, сегде околу нас се состои од софтвер. Дали се тоа банкоматите, дали се сите мобилни уреди, телевизори, и новите смарт телевизори сите имаат некој софтвер комплициран во нив, сите компјутери, значи се што не обколува се има софтвер. Потоа имаме, има смарт уреди, пример да прочистуваш за воздух, да речеме, кој што може да си го поврзете со телефон, сето тоа е дел од некој софтвер. Авионите и сега многу актуелно се онлайн шопинзи, купување и сите тие работи, посебно во периодов на пандемијата. Побарувачката од софтвер е се поголема, а паралелно со тоа се поистоветува и побарувачката за софтвер тестери. Значи, денес технологијата е многу напредната, се развиваат комплексни софтверски решенија во кои што нема простор за грешка. Недозволиво е да речеме, например, апликација за закажување, да речеме термин во болница да не функционира или да падне системот ако премногу корисници се пуштат на истата. Или, пример, не знам, да речеме некоја може да земеме пример апликацијата за скенирање сметки, исто и таа е сега понова и сакаме сите ни работи како што треба, сакаме кога ќе ги скенираме сметките да имаме некој поврат, сето да се да се случува како што треба. И за сите тие цели, за да се осигуруваме дека овој цел софтвер што се користи секаде ќе работи како што треба, ни е потребен тестинг на истиот. И затоа сме тука ние, затоа доаѓаме тука ние во игра, тестерите на тој софтвер.
И како што не знам дали сте приметиле, можеби значи и на Facebook и сегде по сите социјални мрежи излегуваат се повеќе огласи за софтвер тестери, дали било мануелни, дали автоматски, било како. Значи исто така и се стремиме кон тоа се да се дигитализира, нели? Банките вклучија нови опции, сите продавници, дали било за книги, книжари, за облека, за било што, сите вклучија некои електронски купувања и слично. Значи пропорционално е како што се зголемува поверувачката за софтвер, така се зголемува и поверувачката за тестери на истиот. Сега да видиме една дефиниција да дадеме за тоа што е софтвер тестинг. Значи тоа е еден процес на проверка на квалитетот на софтверот, односно дали истиот ги задоволува барањата. Вклучува извршување на најразличен сет на сценарија, се со цел да се утврди дека апликацијата или системот, софтверот функционираат правилно и безбедно. Супер, сега имаме овде дефиниција, ама да дадеме еден практичен пример, да го објасниме ова. Зошто е процес првен тестингот на софтвер? Процес е затоа што се состои од неколку фази. Значи не може се одеднаш да се направи, туку има одредени чекори по кои што треба да одиме ние, има одредени делови на тестингот, не е све одеднаш не се прави. Значи тоа е една цела, да не речам наука, ајде. Цела како би ја рекла, значи цела бранша уствари. Посебно. Да речеме, на пример, еве сега ќе дадем еден практичен пример. Имаме банкарска апликација. Сите претпоставам дека поголем дел од вас ги користите апликациите на нашите банки тука. Посебно сега во оваа последна година. Да речеме за трансакции, прилив, одлив на средства, електронско банкарство. И сега како ќе се осигураме дека парите што сме ги пратиле негде или пример што сме уплатиле нешто ни работи. Значи ние и веруваме на апликацијава, така и сакаме тие средства што ги уплаќаме да стигнат таму каде што треба, не да ни јавува грешки или после некој да ви се јави да ви речат мене не ми стигна, како е можно тоа? За тие работи да не се случуваат, ние сме тука и уствари софтверот мора да биде истестиран, не може само така да се напише кодот, што нели се позади секој софтвер има одреден програм, има одреден тим и програмери што го пишуваат тој код и го развиваат софтверот. Исто така, тука има и тимот тестери во позадина, кои што се осигуруваат дека тој софтвер ќе работи безбедно и правилно, како што треба. Например, еве сакате да внесувате некоја трансакцијска сметка и колку што знам ја сега со 13 бројки се трансакцијски сметки, ако внесете пример 12, ќе се пуштат парите на некоја сметка, вие не знаете на која. Значи не е дозволиво такви грешки да се случуваат. И уште неколку, нели, баш онака конкретно наведени причини зошто ни е потребен тестингот. Значи да се пронајдат и поправат неконзистентности. Што значи тоа? Да се најдат нелогични акции во системот што не би требало да се случуваат. Да земеме друг пример. Значи ќе одиме се преку примери, пошто сметам дека најубаво нешто се учи ако јас го поистоветам со реалниот живот, па и вие може да се замислите отприлика да си направите слика некоја што тоа би значило и доколку имате некои прашања, слободно пишувајте ги во четот. Значи да се пронајдат и поправат неконзистентности. Што значи тоа? Например, купувате еден автомобил и автомобилот нели доаѓа со клуч. И сега некој дојде случајно на паркингот со клучот и има ист тип на кола, ама може да ја отклучи бравата со различен клуч. Тоа е исто така недозволиво. Не е нелогично сценарио е. Ова е пример најпросто нешто. Или како што реков и со трансакцијската сметка. Нелогично е да има 12 бројки сметката ако нормално е во Македонија, не знам дали сегда, дека е со 13 трансакцијската и тоа е тоа. Да се провери дали се задоволени барањата на клиентот. Значи што значи ова? Кога се прави некоја апликација, апликацијата обично доаѓа, барањата пристигнуваат или од некоја компанија или од некој поединец на кој што му треба одреден софтвер. Значи на кој што му треба одредена програма. Например, на банката, на некоја нова банка или веќе постоечка и требаат некои нови функционалности на нејзината апликација. И она изнајмува некој тим или бара некоја друга IT компанија и поставува тука некои барања. И сега програмерите и тимот на, целиот тим на програмери и тестери работи според тие барања. Значи ние на крај треба да провериме дали се корисниците задоволни
и дали апликацијата им го дава тоа што они го побарале, тоа што го сакаат. Наредно да се обезбеди квалитет на софтверот, значи да се задоволни корисниците и да го добијат нели посакуваниот резултат од таа апликација, да го добијат она за кое што платиле. Секако и ние сите, доколку симнеме некоја апликација на Play Store, да речеме, сакаме тоа што го пишува во description на апликацијата, во описот, тоа и да го добиеме. Ако таа слика, пример, растение, ми дава опис за растенијата или значи има и таква апликација, знам, имам некоја користено и пример сакаме да видиме што, како да се грижиме за тоа растение, ние тоа сакаме да го добиеме. Не икеме ако сликам јас растение, пример да ми даде, не знам, да ми продава, да ми пушти продавница за тие, не, значи пишува plant care, да речеме нешто така. Значи тоа се тие некои барања, квалитети, сите тие работи. Наредно да се обезбеди безбедност на апликацијата. Што значи до безбедност? Стигна, значи да се обезбеди безбедност, значи дека ствари ние и веруваме на апликацијата. Значи ако јас пример на некој сајт за купување ја внесам мојата картичка, така сите нели правиме, го внесуваме бројот на картичката, тие неколку други податоци што се бараат и сега пример тоа да излезе сегде, секој да може да пристапи до истото. Не го сакаме тоа, нормално. Значи тоа за да се увериме дека ствари ќе биде безбедна, треба да се истестира таа истата апликација, на некој да му текнат тие сите сценарија кои што или тие сите работи кои што ќе се користат, на пример внесување на картичка, тоа се некој треба да го провери претходно пред да се пушти да го користат милиони илјадници луѓе. Нормално, за да не се случи некоја грешка. Да се избегнат грешките уште на почеток на развојот на софтвер. Значи софтверот се прави во неколку фази. Ќе видиме за кратко во презентацијата кои се тие. И уште на почетокот од овие фази, доколку приметиме дека некој услов или барање не е задоволено, или, пример, ни се чини неконзистентно или не е вред, пошто ние сите, нели, целиот тим што ќе правиме апликација, учествуваме во таа анализа и во тој развој на софтверот. И уште на почеток е подобро да ги забележиме тие грешки, неконзистентности, што би можеле да предизвикуваат проблеми или веќе предизвикуваат, или на крај што би можело да ги прави крајните корисници незадоволни. Затоа што ако стигнеме веќе до крајот на софтверот и ние си имаме една виша апликација изградена и ја пуштиме да ја пробаме и на крај гледаме дека ништо не работи. И сега тука е многу веројатно дека уште на почеток се сгрешило нешто. Значи уште на почеток се направил некој, значи нешто сме промашиле, се направил некој пропуст и затоа се тука тестерите уште на почеток да ја фатат грешката. А верувајте ми, сигурно сум дека доколку тестерите се вклучени во процесот, значи ќе ја фатат, нема тука затоа сме, нема тука што затоа сме овде. И на крај да се осигураме дека софтверот е доверлив и одржлив. Значи ова се поистовитува слично со безбедноста на софтверот, односно на апликацијата. Тоа дека е доверлив, пример ако јас ставам на Google Drive некоја слика, да речем, значи му верувам јас на Google Drive дека сликата таму ќе ми остане, дека нема по една недела се избрише да ми ја снема. Пошто не икам тоа да се случи, затоа го користам Google Drive, сум одлучила да сајт ја користам јас таа апликација, сакам тоа да ми го прави. Да е одржлив, значи обично на апликациите има повеќе верзии. Например, еве да речеме Instagram. Instagram до сега, од почетокот до сега има сменато милиони верзии. И сега доколку се смени едно смајли во четот, да не е дека нема да работи цел чет, значи ако смениле, нели, тимот на Instagram сменило нешто ситно во четов или во некоја друга функционалност што има, не знам што све има таму, значи треба да е конзистентен софтверот, треба да се одржува лесно, нели, доколку има некое ново барање, па да може да лесно да го вклопиме во веќе постоечката апликација. Ова е, значи, интересно, не е дека тестерите само бараат багови и грешки, туку на крајот на краиштата му даваат и квалитет на тестерот на софтверот што го тестираме. Значи, многу е важно кога си тестер на софтвер да се ставиш во улога на крајниот корисник, да ги размислиме сите можни сценарија што може да се случат, односно да пробаме да предвидиме што е можно повеќе. Значи, што би се искликало на апликацијата, што некој би внел,
каде некој би си, значи нешто што или онака седите и гледате и не може да си го замислите ова нешто. Тоа баш верувајте ми дека баш тоа ќе се случи кога некој ќе ја користи, пошто вие сте еден или двајца тестери во тимот, зависи, може и повеќе, не знам, ама ќе ја користат милион луѓе апликацијата. И сега вие треба да се ставите малце така критички, креативно, на некој креативен начин да си направите некој сценарија, значи некои чекори кои што ќе ги искликате или ќе ги пробате, да пробате се да опфатите во суштина. Затоа што баш нели како што реков тоа сценарио што не сте го испланирали, не ви текнало, баш тоа може да биде ќе биде извор на некој значителен или проблем или голем баг. Затоа што кога ќе отиде нели софтверот веќе лайф, тоа ние така го викаме постручно, че кој ќе отиде више до крајните корисници, кога нас ќе ни дадат некоја верзија, пример Инстаграм ќе пушти некоја нова верзија, апдејти, уствари тие што ги правиме апдејтите на телефоните, па тоа се тие верзии нови што ги кажуваме јас цело време. И ако отиде више софтверот така како го инсталираат луѓето и не работи како што треба, се руши рейтингот автоматски, веќе ќе имаме незадоволни корисници, имаме неќат да го користат више. Не им, значи, они платиле за нештото и не им вреди тоа нормално сега. Затоа, уствари, тестирањето ја дава и вредноста на крајниот продукт. Исто така, како тестаре, вие може и да предложите некое решение. Значи, не е само дека јас тестирам, пишувам те сценарија, кликам, проверувам све. Значи, исто така, значи, влегувате и во креативниот дел, и во анализата, и значи, во сите делови буквално од развојот на софтвер сте присутни. Тоа е и поентата на целото тестирање. Значи, може да предложите некое решение, затоа што сигурно сте доста креативни, што јас сум се одлучила да сум тестер, значи сакам да анализирам, креативна сум тие работи, некои ќе ми текнат, некоја идеја или како би се подобрила апликацијата, па ја дискутираме со тимот по тоа. Значи, инпутот на тестерот е многу значаен во целиот овој процес. Наредно, значи, еве ова се некои софтверски грешки, кои што се доста интересни, кои што можеле да бидат спречени доколку еден софтвер бил истестиран како што треба. Например, значи, во 2014 година, марката на автомобили Nissan повлекла од продажба повеќе од 1 милион автомобили од пазарот заради софтверска грешка во сензорите на воздушните перничиња. Сега што се случило? Тоа што јас имам читано, имам слушнато. Значи, проблемот бил во тоа што сензорите не детектирале дали станува збор за дете или за човек. Или за човек, извинете, или за возрастна личност. Пошто детето е нели многу помалецко и се тој притисок од воздушната пернича може, значи, да биде пофатален за него неголи самата несреќа, него некако не го истестирале тие сензори и затоа уствари се биле повлечени од продажба, нормално тоа може да биде фатално. Исто така и во изминативе години имало и други некои слични проблеми. Слично на тоа во 2015 година Њујоршката берза целосно престанала со работа заради технички проблеми со софтверот. Значи, паднал целиот систем на целата берза. Замислете каков хаос се случува тогаш, колку луѓе имаат инвестирано, колку многу милиони пари, средства, се тоа. И замислете да ви падне и да не можете да си ги видите акциите, да растат, да ви паѓаат, не можете да трейдате или тоа, како што се вика. Системот бил вратен во потреба по 4 часа, ама веројатно не бил истестиран дека или се случила некоја грешка, нешто не било предвидено, некој сценарио, или ако се пуштат премногу луѓе, на пример, еве да речеме, нели се случи сега, сите поголем дел од вас имате видено платформата за онлайн учење, или сега основците и средните училишта се сите онлайн, преку онлайн настава. И на почетокот падна платформата затоа што нели имаше преголем број на пуштени корисници. Значи тоа немаше доволно тестирање на платформата или немало воопшто или не било доволно добро истестирано. Значи многу е важно компаниите сега се повеќе, значи тој ќе го прочитате и било каде и ви кажувам дека се повеќе вложуваат во тестингот, затоа што како што изминуваат годиниве, да, тестингот е една понова дисциплина, да речеме. Не е многу нова, не знам точно колку, ама пак е по-нова, поспоро се развивала и се повеќе се става акцент на тестирањето, затоа што гледаме и сами колку е битно. Берзата паднала, Nissan повлекува автомобили што чинат нели многу.
Нареден пример, еве ова што ви го кажав со платформата за учење. Замислете сите основци и средни училишта во Македонија да не можат да ги држат часовите, мислам. Како? Тоа не се основни екзистенцијални работи, мора да го имаме образованието. Или на еден од британските аеродроми, кои што се нели големи и многу зафатени, настанал хаос во летовите заради пад на системот, поради непознат пропуст на софтверот. Јас барав да го најдам кој е пропустот, ама не можам да го најдам, веројатно не е јавно објавен. Биле откажани стотици летови, а огромен број на патници да биле заглавени на аеродромот нормално. 38 летови од прилика биле откажани, што многу биле одложени за понатака, и тоа е исто голема економска, мислам и економска, ами за луѓето сами да бидат заглавени на аеродром да сидат толку време, мислам тоа е огромен пропуст на пак софтверска грешка на некој дел од системот. Ова е исто доста интересно. И во 2019 година во Макдоналдс се случило. Значи, две личности, двајца дечки, нешто така, откриле пропуст, баг во апликацијата за нарачување на храна од Макдоналдс, од фастфуд рестораните на светот. Мислам дека во Австралија беше, не сум сигурна. Значи, уствари фората била дека имала некоја акција, Макдоналдс имале, пример, ако нарачаш некој производ, добиваш продукт за $0. И сега они си го нарачале производот, си го да земали продуктот гратис, ама можеле да го тргнат првичниот производ за кој што ја плаќаат сумата. И ствари нив им останува овој гратисот за $0 и потоа си додавале уште, и можело да се додаваат уште производи за $0. И на крај уствари сватиле дека даваат бесплатна храна на секоја, доколку некој го фати или случајно стисне на тоа. Океј, си зема бесплатен хамбургер, да речем. Значи, ова е некое баш она стандардно дека не биле сите сценарија земени предвид, значи не било све истестирано како што треба. Не било предвидено дека некој ќе го тргне првиот производ, или не било предвидено, или некако се изоставило, па не знам. Нешто се случува, значи се случуваат такви работи и грешки нормално, затоа сме ние тука да ги најдеме. Друго, например, со македонските сајтови, исто ми се случи едно многу интересно, дека, значи, се пуштив на една од, не знам, македонските продажбени страници што ги има и сакав да си го сменам пасворд и наместо да модна на страница за менување пасворд, добив линк, значи дојдов на сосема друга страница, мислам, не може воопшто да го сменам пасворд, после да барам други начини, ама значи се случуваат и претпоставувам дека и вие во многу најразлични апликации може да ги најдете тие грешки, ако ќе почнете да работите па да навлегувате во софтвер тестингот и тоа да ви е секојдневен начин и професија, секојдневен начин на живот и професија више ви станува дел од вас, секоја професија што ја работите, е како дел од вас, нормално си го сакате тоа и го работите. Значи више ќе почнете да ги барате тие грешки ќе всегде, значи сегде околу вас ќе ги се гледате во апликацијата, чекај ова да го пробам што ќе се случи. Така да е многу интересно. Сега малце терминолошки да видиме, нели рековме дека секој софтверот почнува со некоја, значи е дел од развојот на софтвер. Сега, постои животен циклус на развојот на софтвер. Значи, пред да започнеме со тестирање, со типови на тестирање, треба да знаеме кои се фазите на овој развој на софтвер, односно неговиот животен циклус, како што во училиште го учиме, нели, животниот циклус на човекот, фазите на развој кои се, па така и во IT индустријата, доколку сакате да работите, треба да ги знаете и овие фази на развојот на софтвер. Значи, први имаме анализа се тие барања што ни ги даваат корисниците, ги анализираме, правиме документација од нив. Потоа оди UI UX дизајн. Ова баш имаше и вебинар пред некое време од Brainster за UI UX, мислам дека. Пак го спомнавме. И ова значи дека како ќе изгледа апликацијата, но идел вие што го гледате. Значи, баш на екран што ви се појавува, тој идел, па тоа го представува имплементацијата, ова е кодирањето на програмерите што го прават, нели го пишуваат, тој код мора да биде напишан за да функционира тој софтвер. Тестирањето е сега ова, значи во секој software development life cycle ќе видите дека тестирањето е посебно ставено како дел, да, ама после ќе ви сега на наредниот слайд ќе ви кажам зошто не треба да е ставено како посебен дел, туку треба да е дел од сите овие фази. Deployment ова значи дека
се пушта апликацијата во употреба, да речеме вие некои луѓе што веќе треба да ја користат првична. Пример идат апликациите обично со одреден сет на луѓе. Пример ја пуштаат сега во Европа, па после тоа ја пуштаат во Австралија и така натака. Тоа е деплојментот и ја пуштаат на тие сервери таму или на зависи на клауд каде и да е. Maintenance, тоа е одржувањето на апликацијата. Тоа се сите оние апдејти што ги добиваме или нешто ако не работи или ако има премногу преголем број на корисници, значи за да може да се одржува. И многу битно овде што го има доле на презентацијата е дека животниот циклус започнува од првата идеја за апликацијата и трае се додека апликацијата е во употреба. Значи сите овие фази ќе се изминуваат со секоја нова верзија на апликацијата, со секој нов апдејт што го правите, што го правиме ние. Следно, ви реков дека, нели ви спомнав дека не ми се допаѓа тоа што секогаш се става како посебен дел тестингот. Не, значи тестингот треба да е присутен уште во првата фаза, уште во анализата на барањата и во секој од наредните. Овде на сликичката со црвено е тестингот, нели како посебно, ама е и делче, баш ова е интересно, што е дел од секоја друга фаза. Значи, додека трае планирањето, ние треба да бидеме вклучени во тоа, за да ги знаеме сите барања што ќе ги имаат корисниците, да може да анализираме заедно со нив, да може и ние да ги спремаме нашите тестови што ќе ги пуштаме, ствари што ќе ги извршуваме. Ќе видите натака во некои од наредни слайдови за кратко. И, значи, јас би рекла тест more or less, не би рекла јас сите би го рекле ова, затоа што се треба да се истестира на една апликација. И велиме дека тестирањето е најкреативниот дел од развојот на софтвер, како што спомнав на почетокот. Значи, треба вие буквално да размислите како, значи, кога си тест, размислиш како да ја скршиш апликацијата. Значи, така го насочувате мајндсетот, како јас да најдам, значи, како да се осигурам дека све ќе работи и да си размислите на милион сценарија, да си пробате све што ќе ви текне, се што ќе видите на апликацијата и позадински, нели, доколку тестирате на тој начин, за да се најдат сите можни грешки за после тоа кој ќе ја добијат крајни корисници апликацијата, да бидат пресреќни, да им работи све што пробале, да не може некој да ти најде, пример, некој тестер од негде да ти најде некој баг. Не. Сакаме све да работи како што треба. Е сега, како што има, нели, фази во развојот на софтвер, така има и фази во тестингот. Овие се, значи ги има повеќе, баш ќе ги објасниме накратко. Анализа на барањата. Анализата на барања, значи барањата, како што кажав, доаѓаат од корисници на апликацијата. Ние ги викаме клиенти или ќе се задржиме на корисници некас. Во барањата се вклучени детали за софтверот, каков треба да биде, што треба да содржи, дали доколку станува збор за постоечка апликација, на која функционалност ќе се однесува барањето. Например, еве, банкарските апликации што ги спомнав исто на почетокот, овие што ги користиме за приливи и одливи за електронско банкарство, доколку сакаат да внесат што нема онлайн менувачница, да речеме. Сега, не мислам дека не користи, можда некоја користи, јас колку што знам не. Тоа сакаме да менуваме, нели, пари преку апликацијата. И сега тоа е веќе, значи, тоа е нова функционалност на веќе постоечкиот софтвер. И сега тука ние го анализираме како ќе влијае врз другите функционалности, дали ќе влијае некако врз праќањето пари на други луѓе. Значи, ги гледаме и кои се ризиците во оваа фаза во анализата на барање, дали нешто може да расипеме уствари со новата функционалност што треба да ја воведеме. И се трудиме, нели, да не го направиме тоа. Значи, ги даваме сите ризици, ги кажуваме. И се што сме се договориле во првата фаза, после тоа со него изготвуваме тест план. Односно, значи, во тест планот ние ги наведуваме сите барања што треба да ги опфатиме. Треба да опфатиме исто така да напишеме кои се ризиците, кои технологии ќе се користат, кои алатки ќе се користат, дали ни требаат дополнителни уреди, пример ако треба да е мобилна апликација, ќе ни требаат и мобилни уреди за да истестираме. Значи се тоа го запишуваме во тест планот и на крај се водиме според него, затоа што тоа ни представува еден официјален документ се до крајот на развојен софтвер, односно додека апликацијава ја користиме и додека компанијата во која што сте вие вработени ја одржува апликација. После тоа, изработка на тест случаи, односно тест cases. Значи, ова тест случаи, уствари во македонски превод звучи многу лошо. Тест cases се
во оригиналната методологија, јас претпочитам да се задржувам на неа, затоа што и полесно ќе биде така и ако сакате да се изгуглате нешто. Ќе објасним и што се тие. Овој дел, значи ние ги смислуваме сценаријата кои треба да се опфатат. Значи, за да добиеме квалитетен производ и задоволни корисници. Како дел од сценаријата пишуваме и тест кейсови или тест случаи што ги спомнав, значи има сценарио и како дел од него е овој тест случај. Ова е најважната фаза, затоа што тука го преточуваме во тест, значи она што ќе го тестираме, она што произлегло од анализата и од барањата. Значи треба да се осигураме овде да бидеме што е можно по-детални и да покриеме се што ќе ни текна или и се што било наведено во барањата секако, да бидеме доста креативни. Поставување на околината, ова значи, нели, како што спомнав дека ги имаме сите алатки што ни се потребни, ако ни требаат мобилни уреди, да имаме мобилни уреди, ако ни требаат некој различен тип на компјутер, дека го имаме, телевизори и слично. И дека ако користиме автоматско тестирање, да имаме потребниот софтвер за истото. Ќе го објасниме автоматското наскоро. Извршување на тест cases, на тест случаите. Овде ги извршуваме сите претходно напишани тест случаи што ги имавме во оваа фаза. И тука, доколку, значи ова е исто така многу важен дел, ова е круцијално, усвари круцијалното е да ги смислиш и после тоа ги завршуваш и овде е главната, она што е, значи што пресудува што ќе се случува со апликацијата понатака доколку не е уште, нели, доколку не е уште касно. Мислам никогаш нема да е касно доколку се уште сме во првите фази, во некоја прва верзија. Овде баш ги гледаме сите тие работи и недостатоци што фалат. Доколку најдеме некој баг, најчесто ќе има багови на почеток додека тестираме, затоа што се греши нормално или некој активно си ги сватил другше барањата, нешто не сме се разбрале, се случува или клиентите имале некоја друга идеја, па ние сме сватиле нешто друго. Се случуваат разни работи. Го пријавуваме багот, односно грешката, таа оди до девелоперите и додека тие ја средуваат, ние го допроверуваме се она што ни останува. Па потоа ни даваат нова верзија од апликацијата, ја проверуваме и таа, проверуваме се дали работи како што треба со другите делови од системот. И на крај правиме една документација, тоа е и последниот степ. Документација, извештај, репорт го викаме најчесто, каде што се содржи овде све што сме извршиле до сега. Се е документирано и баговите и тест кейсовите. Тест кейс што представува? Значи тоа е еден сет на акции со кој верификуваме одредена функционалност на апликацијата. Има неколку, значи се содржи од неколку потточки, тест чекори, тестни податоци и предуслови. Еве јас ќе ви дадам на пример, пошто претпоставам знам дека ова многу вака не ви значи. Значи пример еве логирање на Zoom апликацијата го земав затоа што сите сега го користиме Zoom моментално. Еден тест кейс би бил: проверете дали сте на вистинската страна, односно логин страната. И сега, тука имаме тест чекор. Значи ова е тест кейсот, името на тест кейсот е ова: проверката дали сте на вистинската страна. Еден тест чекор ќе ни биде: внесете ја URL адресата на Zoom. Значи URL е она линкчето горе што го добиват, што го гледаме во кога отвориме Google Chrome пример или Mozilla, зависи што користите. Че она горе што го гледаме, тоа е уствари URL-то. Ако го провериме тоа, ако го истестираме, и ако знаеме дека уствари ни соодветствува со Zoom апликацијата што ние сакаме да ја видиме, тоа значи дека тестот поминал. И сега тука тестни податоци ќе биде самото URL, а предуслов ќе ни биде, да речеме, имате стабилна интернет конекција. Тоа мора да е предуслов за да се пуштите на Zoom-от, нели? Уште еден тест кейс би бил: проверете ја валидноста на мејлот и пасвордот. Значи може првен за мејлот, да. И сега, за да ја провериме валидноста на мејлот, треба претходно да имаме, значи, одреден документ, барања од корисникот или од клиентот, какви се мејлови треба да прима ова поле овде што го гледате во sign in interior email. И да се осигураме, пример, дека нема да прима имейл адреси што не содржат мајмунче. Јас колку што знам, такви не постојат и не би требало да може некој да се вклучи со таква адреса. Че се тоа го прават тестерите. Значи, ние го тестираме буквално овие тест кейсови, нас не служат за да го истестираме се ова што го гледате тука, па замислете од колку се работи се содржи Zoom апликација, па да не зборам другите апликации.
или една поголем тест кейс пример да проверите целиот sign-in дали работи, вклучувањето. Значи првиот чекор ќе ни биде внесете го мејлот. Тесниот податок ќе биде мејлот со кој што ќе се логирате. Пасвордот, тесниот податок ќе биде пасвордот. На крај последниот чекор ќе биде кликнете на копчето sign-in и уствари она што очекуваниот резултат, она што треба да го добиеме, ние Zoom апликацијата внатре како изгледа. Таа како ќе ја провериме? Па на пример ние со голо око доколку вака мануелно го проверуваме, ќе видиме дека всушност сме таму приклучени, доколку го проверуваме автоматски, ќе го земеме пример насловот на апликацијата Zoom или некое поле што е специфично за тој екран и ќе го провериме преку некој код. Тоа е ствари автоматското тестирање. Пред да преминеме на типовите на тестирање, може Вилијам доколку има некои прашања да одвоиме некоја минутка за да одговориме нешто. До сега. Да, дечки, ако имате некое прашање до тука, слободно поставете го, Фросина ќе ви ги одговори сега, или и понатака доколку ви текне, пишете го, пошто ќе биде нели приоритизирано на крај на Q&A сесијата, така да ако има некој за сега, пишете го слободно од чат. Добро. Ако нема, може да продолжи. Ако стигне некое прашање, ќе го одговорим. Важи. Тогаш одиме понатака, цело време спомнувам, значи типови на тестирање мануелно автоматско. Значи ова се двете основни поделби на тестирањето. Мануелното тестирање, како што и повеќето знаете, самиот збор кажува, ги вклучува луѓето во пишувањето и извршувањето на тест кейсовите и на тест сценаријата и тест кейсовите за еден софтвер. И баш е сликичкава сликовито тоа ни го прикажува. Од друга страна, автоматското тестирање значи имплементација на софтвер, значи некоја алатка, кој ги извршува тестовите и потоа ги споредува добиените резултати со она што е очекувано од внесување на програмата, без постојана интеракција на човекот. Значи, еден голем мит за автоматското тестирање е дека луѓето воопшто овде немаат улога. Не е точно. Значи, за некој да ги напише тие тестови, значи тие се пишуваат со помош на некој програмски јазик или на некој софтвер, се прават скрипти буквално. За некој да ги напише тие, значи мора, нели, нормално потребно е тука да сте да го напишете кодот. И после тоа стискате play, да, и тие се извршуваат. Но после тоа треба некој да го провери репортот. Па доколку нешто се сменило, како што ви реков, постојат различни верзии, апдејти добиваме на апликацијата. Ако нешто се сменило во меѓувреме, нормално треба да се прилагодат и тестовите на истото. Исто така, мануелното тестирање од друга страна, значи вие ги пишува друга работа. Значи се почнува од мануелно тестирање. Не може директно да добиете една апликација и да одите директно на автоматско, нема шанси. Мора да ги имате овие тест кейсови што јас во основи ги кажав и што ги пишуваме за една апликација. Значи мора да знаеме што уствари ние ќе автоматизираме после. Не може така само јас супер, ја имам Zoom апликација, ви се што да правам, што да автоматизирам овде све или треба, не треба ли све, дали не знам дали е валидно некој сценарио. Тоа ќе го знаеме доколку мануелно ја тестираме истата на почеток. Исто така ќе се сретнете, значи со методи на тестирање, доколку си гуглате или доколку ги барате поимиве, значи тоа се најчести типови се уствари најглавните се white box и black box тестирање. Што значи едното, а што значи другото? Значи black box го третира софтверот како затворена кутија, како што е прикажано на сликичкава од лева страна. Значи, ние не знаеме ништо за имплементацијата на софтверот, значи не знаеме како функционира системот, не знаеме во кој програмски јазик е напишан, не знаеме дали има база, дали податоците се чуваат негде. Значи не знаеме ништо за апликација и ние дадено да ја тестираме. И ние така ја тестираме, значи без некои посебни познавања за тоа како работи позадински. Типови на ова тестирање се функционално тестирање, што значи што прави системот, кои акции ги извршува системот. Нефункционално тестирање, тоа е начинот на кој што функционира системот и колку тоа е компатибилен. Regression testing, тоа е извршување на сет на тестови
после некоја промена на апликацијата за да се провери дека истата не влијаела на постоечкиот код. Што значи тоа? Како што ви реков претходно, менувачница ако сакаат банките да имплементираат, ние ќе треба да направиме ваков тип regression testing на целата апликација претходно што била развиена, за да видиме, за да се осигураме дека ствари нешто друго не е скршено. Дека, на пример, ќе работи нотификацијата за прилив на средства или дека ќе работи, не знам доколку имате некој кредит, пример дека ќе работи тоа салдото што ви го пишува таму, дека ќе биде точно. Значи сите тие работи мора да се проверат, затоа го користиме regression testing. Од друга страна, black box тестирање, значи или white box тестирање, тоа е уствари отворена кутија. Е тип на тестирање во која тестерот има пристап до структурата и до внатрешните податоци, значи има пристап до кодот, до базите во кои што се чуваат податоците, значи до се има пристап и ја тестира. Значи автоматското тестирање, значи може, но и не мора да значи дека ќе биде white box, значи не мора да значи дека ние ќе го имаме кодот, тоа е супер, добар случај да го имаме, ама не мора да значи така да некогаш, значи тоа најчесто случај кога имаме пример фронтенд апликација, ќе знаеме што се случува, може да се случи да треба да тестираме позадинскиот дел на апликацијата, да не знаеме како функционира, како работи, па тоа е веќе по комплексен начин. Овда типови неколку се юнит тестирања, да се прави во рана фаза и најчесто, мислам, се повторува и при целиот развој на софтвер, најчесто е направено од страна на девелоперите. API тестирање, односно API значи Application Programming Interface, тоа е тестирање на интерфејсите на апликацијата, значи прилика како апликацијата комуницира со серверот, со друг некој дел. Integration testing или интеграцијско тестирање на внатрешните компоненти на системот и интеграција со надворешните системи. Внатрешни компоненти, значи, пример, тоа логин за Zoom што ви го покажав, тоа е една компонента. Како тоа функционира, пример, еве со ова шерање скрин или со повиков што го имаме моментално ние. Тоа се некои пример компоненти две различни и како тие функционираат едни со други. Значи, за сите овие типови на тестирање, многу подетално ќе се запознаете на Академијата за софтвер тестинг, сите ќе се обработени со практични примери, практични задачи. Ова е нели само чисто запознавање, да знаете, да имате усет за што станува збор и колку е ствари интересно и колку има многу ствари за учење и за работа. Сега, зошто автоматско тестирање? Значи, најпрво за да се справиме со сценарија кои одземаат многу време, значи кои што се така долготрајни и макотрпни. Пример, да речеме формулари за банка, верувам дека сите сте пополнувале некогаш некој формулар за во банка. Се тоа замислете да го тестирате мануелно секогаш кога некое поле ќе се смени или кога ќе треба да се додаде нешто ново. Значи тоа е незамисливо, тоа се страници и полиња, многу полиња. Тоа сценарио е пример подобро да се автоматизира. Значи се автоматизира со користење на некоја алатка или софтвер и сад вие треба да имате и малце скилови за програмирање. Исто така тоа е дел од модулите воведува програмирање, дел од модулите на ова тестинг академија. И треба да имате малце знаење од тоа, во зависност од тоа кој софтвер го користите и која алатка за автоматско тестирање, некои бараат повеќе, некои бараат помалку знаење за програмирање, но секако се почнува од мануелното и потоа се оди нагоре и нагоре растете се повеќе и повеќе. Наредно, причина зашто би користеле автоматско тестирање е за да овозможиме побрзо извршување на регресивното тестирање. Регресивното тестирање, ако се вратам 2 слайда назад, рековме дека е извршување на сет на тестови после некоја промена. Значи, менувачницава што ние ќе воведуваме, ја воведувам јас почеток во апликациите банкарски, значи за да истестираме целата таа апликација на банкава, значи она е развивана со години. И има многу функционалности, многу полиња, многу опции. Тие мануелно се тестираат, ќе ни требаат денови. За доколку веќе ги имаме автоматските тестови средени, се пишувале пример од почетокот или од средината барем половина од апликацијата да е автоматизирана, многу ќе ни помогне при овој тип на regression testing. Пак јас за значи за неймингот на стварите, регресивно тестирање не звучи многу убаво, regression testing е оригиналниот
поим кој што се користи и кој што ќе го сретнувате и понатаму. Наредно, за да ја зголемиме покриеноста со тест сценарија на софтверот, односно coverage, значи да ги земеме предвид сите сценарија што ни доаѓаат во глава, значи сите можни кликања на јузериве, значи на луѓето, значи се да земеме предвид. И тоа, нели, подобро би се правело доколку се автоматизира. Поголем дел побрзо ќе оди. Значи многу побрзо. На почетокот поспоро други пишуваме тие тестови, пошто сепак е кодирање и све, нели, први се смислуваат, ги имаме веќе тест кейсовите, тест случаите што ви ги објаснив преска. И сега ние треба тие да ги преточиме во код или во некоја скрипта која е дел од некоја алатка што се користи за автоматско тестирање. На интернет има многу алатки. И пример, сега ако работите во некоја компанија, најчесто или се купуваат тие или некои се и онлайн и фри, можете да си ги погледнете. Како дел од академијата се учи Appium, тоа е за мобилно тестирање алатка, и мислам дека JMeter за која се користи за тестирање на перформансите на системот. Ќе спомнеме и нешто и за перформансите. Зошто автоматско тестирање? Пак за да ја намалиме можноста за човечка грешка. Сите грешиме, значи може и некој тајпо да ми се случи во презентацијава, се надевам не, ама значи сите грешиме, може да направиме некој превид нормално и се и во автоматските тестови не е дека 100% нема да сгрешиме, ама пак помала е шансата низ код да го утнеме тоа или да не го приметиме нештото. Овде се веќе перформансите, значи да тестирање на перформанси и безбедност на софтвер. Рачно, перформанси што се? Доколку Zoom платформава да се тестира дека поддржува повеќе од 1000, значи да речеме еве се вклучите, сега сте 120 од прилика, пример ако се вклучат 500 луѓе да се осигураме дека ќе издржи. За рачно, мануелно ако би го правеле тоа, треба 500 луѓе наеднаш се вклучат од различни места. Невозможно е така. Значи постојат алатки за тоа тестирање, тие се во склоп на автоматското тестирање, односно таа една алатка ви спомнав JMeter која што нели која што се изучува и како дел од академијата. И за безбедност исто така, значи подобро е, значи има исто така automation за автоматско тестирање за безбедност, значи подобро е да имаме некои веќе скрипти на кои што сигурно им веруваме, пошто како што кажав, луѓето може да се случи да сгрешиме нешто. За олеснување на тестирањето на различни уреди. Ова значи, на пример, една апликација ја користиме на телефон, на лаптоп, па јас тука имам и друг екран, на поголем екран, и таа треба да се прикажува сегде исто, односно се да гледаме, значи на колку што е екранот, толку да биде апликацијата и да биде респонсивна. Односно да биде user friendly, уствари вие кога скролате нешто, сакате се да гледате, не ќе цело време zoom in па zoom out да правите. Пример, некои ствари да не се лодираат на телефон, некои да работат подобро на браузер, и се тоа за да го истестираме е подобро автоматски да го направиме. И ведно диаграмче, кога да користиме автоматско тестирање. Значи едноставно, дали е често сценарио? Да, автоматизирај го. Ако не е често, после тоа се прашуваме уште едно прашање. Доколку одговорот е не. Дали функционалноста се менува често? Ако не се менува толку често, автоматизирајте го. Ако се менува, се прашуваме уште едно прашање. Дали и колку време ќе ни одземе пишувањето на овие скрипти што ги спомнувам? Ако е многу, значи ако е лесно, тогаш автоматизирајте го. Ако не е, подобро е мануелно да се направи. Manually using exploratory testing approach. Овде првпат се воведува овој термин. Што значи exploratory testing? Тоа е тестирање базирано на претходните знаења за апликацијата. Значи не се креираат однапред подготвени тест сценарија, туку се она што сме го, значи од претходно знаење на доменот, пример доколку доменот е банкарство, значи вие треба да имате некои претходни знаења за тоа и да истестирате апликацијава. Запишуваме, најчесто тоа се, не најчесто, најдобро е да се прави мануелно и треба така да биде. Запишуваме се што сме дознале, што мислиме дека треба да се смени, прашуваме прашања, дискутираме при тој експлоратори тестинг, кои што потоа ќе ни требаат, значи да добиеме некој осет за апликацијата, некој сенс да имаме, што всушност ќе се случи и каква ќе биде апликацијата. Тоа автоматски многу тешко да се направи. Тука имаме некои конкретни сценарија кои треба да се автоматизираат, на наредниот слайд кои не треба. Репетитивни сценарија, односно сценарија кои што се повторуваат многу пати, значи логинот, пример, цело време некој ќе се логира и тоа треба да се автоматизира затоа што со секоја нова верзија логинот ќе си постои или пример формуларите како што ги спомнав. Сценарија кои имаат голема веројатност да им се случи човечка грешка.
Значи, пример внесување на податоци, некои сензитивни податоци, матични броеви, такви работи, тоа е најдобро да секое пуштање на тестот да добиваме некои рандом бројки, колку што има матичниот број, и така нема да се сгреши ништо, ни плюс бројка, ни помалца бројка, нема да мораме да почнуваме се од почеток. Тестирање на перформанси, тоа што ви реков, многу голем број на корисници се пуштат на една апликација. Сценарија кои бараат внесување на многу бројни апликации, совршен пример за ова е формулар за банка или некои големи пример за регистрирање некои фајлови, фајлови, не туку страни, некои такви работи. Често користени тест сценарија, значи ова е слично со репетитивни, односно нешто што многу често ќе се користени за апликацијата, и сценарија кои одземаат многу време и труд. Значи нешто што пример стварно е многу тешко мануелно да се види или да се пуштите или доколку треба да се вклучите на неколку различни уреди, за тоа бара повеќе време. Кои не треба да се автоматизираат? Сценарија чии барања се подложни на промени, например изглед на апликацијата на Instagram, значи изгледот на Instagram, доколку се смени пример нешто, тоа се барања кои што постојано се подложни на промени, пример цело време, да речеме ќе се менува, нема потреба да го автоматизираш, или логото на нешто, пример цело време ако знаеме секоја недела ќе менуваме бојави или логото, нема зошто, или секој ден нешто се менува. Нема потреба. Сценарија кои се извршуваат еднаш. Тоа би било сетап на, значи, сетирање на некоја околина. Тоа еднаш го правиме и тоа нема, ако работи еднаш, би требало да работи понатака, нема потреба да се автоматизира. Сценарија кои ги извршуваме при експлоратори тестинг. Тоа го спомнав, нели, што е експлоратори тестинг, значи кога прв пат ќе добиеме некоја апликација, треба да ја разбереме. Значи првен треба да ја провериме мануелно како функционира, за потоа да може да ја, нели, тестираме автоматски, да пишуваме за некој код. Сценарија кои не може целосно да се автоматизираат, треба да ги избегнуваме. Најчесто воопшто е подобро да не ги чепкаме. Например, тоа се случува доколку имаме некоја база на податоци, значи некои сензитивни податоци што се чуваат во некој екстерен систем, значи надвор. Не ја чува компанијава. Значи Brainster, пример, да речеме, не ја чува базата на податоци на студенти, туку ја чува некоја компанија надворешна. И сега не можеме да добиеме пристап до неја, и тоа не е добро да го автоматизираме. Тестови за кои е потребна повратна информација од корисникот. Ова се случува кога, пример, корисниците имаат некоја идеја во глава, сакаат нешто, ама не се сигурни што им треба точно, и сакаат првин да го видат првичниот резултат, првичната слика, првата апликација. И тогаш заедно со нив, ние тестерите, ја правиме анализата и уствари ја тестираме апликацијата. Значи, ни треба инпут од нив, значи да добиеме податоци од нив, за да може да се развива понатака, и тек после во понатамошните фази, кога ќе има веќе некои верзии што ни се допаѓаат, од кои ќе добијат тоа што го сакаате, тогаш може да се автоматизира. Зошто би се автоматизирала тогаш? Затоа што понатака, верувајте, ќе им текнуваат и други идеи и други барања, кои им се види супер, да, ќе ја користиме, па може да ја користиме и за нешто друго, и за трето, и така да подобро е да го имате и тој дел на automation понатака. Едно многу, значи, ова сегде го имам читано и по форуми и го слушам, значи автоматското тестирање не може во никој случај да го замени мануелно со тестирање. Двата типа на тестирање постојат и се многу силни и треба да се користат. И како што ви кажав, треба, значи, се тргнува од мануелното, таму почнува. Целта на автоматското тестирање е да го намали бројот на тестни сценарија, случаи што ќе се извршуваат мануелно, а не да го елиминира истото. Значи, времето, да заштеди време. И, значи, на некои поголеми апликации се прави најчесто, значи, многу е полесно да се извршат автоматски сценарија, него или ние нас секој пат да почнуваме од почеток, да кликаме апликацијата, ако е нешто многу голямо. Тоа е целта, а не е целта да го замени воопшто, ние да не кликнеме нешто, тоа е невозможно. И верувајте ми, секогаш ќе сакате првин да добиете лично искуство, значи како функционира апликација, и после тоа многу поубаво ќе ви оди автоматизирањето, многу полесно кога ќе знаете што да очекувате, знаете и кодот како да го напишете тогаш, многу поедноставно. Кога има нова верзија од апликацијата, невозможно е да се потврди дека кога двете верзии на код ќе бидат во интеракција, целата апликација ќе работи како што е очекувано. За таа цел, нели, е воведен концептот на експлоратори тестинг, односно тестирање базирано на истражување од претходните познавања за системот. Супер овака напишано. Што значи најкратко и едноставно? Значи, кога има
имате една верзија веќе што постои, значи имаме банкарска апликација веќе постои. И се на неј засакаме да ставиме нова верзија со менувачницата плюс. Значи невозможно е да провериме како ќе функционираат двете заемно, доколку го автоматизираме тоа, како ќе го автоматизираме ако не знаеме што ќе има менувачницава. Затоа е најдобро се тоа да го искликаме мануелно први, да провериме претходно како работела, па како ќе биде во интеракција со новата функционалност. Овој тип на тестирање нели мора да биде извршен мануелно, користејќи ја креативноста, вашите аналитички способности, вашата упорност на софтвер тестерот, буквално сите оние карактеристики. И сега се наближуваме и кон крајот. Следното е кои се нели стилни страни карактеристики кои треба да ги поседува еден тестер на софтвер. Значи треба да е креативен и иновативен, ви кажав неколку пати ви го спомнав тоа зошто, затоа што вие си правите еден, значи си гледате една апликација и си правите во глава сценарија, си наоѓате различни начини како да стигнете до едното нешто, па дали една работа може да се направи преку кликање на некое друго копче. Си проверувате, вие треба да сте иновативни за сите тие работи да ви текнат и доста креативни. Потоа треба да имате љубопитност нели за учење на нови технологии и методи, значи постојано постои можност за надоградување и за учење нешто ново. Значи цело време излегува технологија оди напред, сме дигитализирани максимално што може, се бараат нови софтвери, значи излагаат нови програмски јазици, излагаат нови, значи се што е можно во поврзано со технологија се обновува постојано и постојано и ние треба да се надоградуваме паралелно со тоа. Треба да сте аналитички настроени, ориентирани кон детали, значи да земете да ги проверувате сите детали. И тоа на крај ќе ви стане професионална деформација, значи ќе гледате детали во све. Ќе видите пример некоја слика, ќе сакате да скупите, ќе видите некоја ситна точка тука, нема да ја земам, значи буквално така. И во секојдневниот живот ќе го користите и апликациите ќе ги гледате со други очи, веќе ќе сакате да, значи ќе барате грешки, само ќе ви доаѓа. Треба да сте тимски играчи, затоа што сега во компаниите се работи во тимови и што е супер стварно. И така, мислам е многу убаво кога имаш тим на луѓе кои работи со тебе, кога сте заедно, не си сам и треба да се поддржувате и меѓу себе и затоа е потребна и комуникативност, дали со клиентите, најчесто ќе комуницирате како тестери со клиентите, и со тимот, значи треба да сте и комуникативни и да сте тимски играчи, способност да се ставите во улога на корисник на некоја апликација, значи во нивните чевли, она што се вика буквално, и да си замислите како јас ќе искликам апликација, како ќе стигнам до нештото. Треба да сте флексибилни и отворени за промени и да сте многу мотивирани. Значи треба да сте стварно упорни. Ова е многу интересно според мене, стварно една од најинтересните области во IT. И бара доста упорност како и се друго што ќе учите, на пример, и било кој факултет или било која способност, значи се треба труд вложен и упорност, така да. Тоа е тоа. Сега технички знаења на еден тестер на софтвер. Значи познавање на животниот циклус на развојот на софтвер, тоа што го спомнавме, познавање на тестинг терминологијата, разбирање на важноста на тестирањето, дизајнирање и извршување на тест кейсис или и тест сценарија, воочување на разликата на двете класификации на тестирање и кога едното би се користело, кога другото, практична нивна примена, креирање на детални извештаи, односно за пријавување на грешки, тоа се тие багови што ви ги спомнав преска, основно познавање на бази на податоци. Најчесто во апликациите сите се поврзани со некоја база на податоци, односно корисници. И тие корисници ние што се логираме на апликација мора да се чуваат негде. Тоа е всушност таа база. И познавање на агилна методологија, ова е методологија која што се користи во повеќето фирми денес. За тоа повеќе, нели, за сите овие работи. Баш се поделени модулите во академијата според сите овие ствари, значи се што ви е потребно ствари ќе ги имате сите технички знаења и вештини после тоа. Секако морам да напоменам со многу работа и упорност и навистина да сакате тоа да го правите. Дополнителни технички знаења кои се потребни за автоматски тестер на софтвер, познавање на некој програмски јазик, искуство можеби во пишување на код веќе со некој програмски јазик, познавање на некои од алатките за автоматско тестирање, јас спомнав JMeter и Appium,
вештини за препознавање на тест сценарија кои би били идеални кандидати за автоматско тестирање, нели ви реков дека се не можеме да автоматизираме. И познавање на некои основни Linux команди, ова може и не мора, значи ова се учи и е како дел од академијата исто така. Овие би ни користеле доколку нели работиме во тим и доколку сакаме да го споделиме кодот со останатите членови. Наедноставно кажано. А Валат исто така и Postman е одлична, таа ја користат и девелопери, и тестери, буквално сите што работат на развивање на апликации и исто така ќе изучувате како дел од, може да се ја изгуглате, а и ќе се изучува како дел од модулите. За крај, некои активности кои што ќе ни помогнат да ги подобриме нашите тестинг вештини, тоа е да тестирате се околу вас. Значи, буквално, одете и проверувајте се и чекај ова дали ќе работи или пуштате се некоја страна и пробајте, баш еве после презентација може да пробате да најдете некој баг на било која страница. Секогаш водете белешки за најважните работи и целите, значи запишувајте си ги работите, пошто не се памти све, најубаво е да се запишувајте си ги позната, кога ќе се потсетите за нешто, чекај, јас ова сум го имала запишано, чекај, тоаш вака сум го размислила, зошто било така и слично. Користете алатки за организација на тест сценаријата. Значи денеска, како што кажав, софтвер има многу, но и квалитетен, има и неквалитетен. Значи постојат милион алатки и за тестирање и за организација. Може да користите, значи и подобро е, ве охрабрувам да користите некоја од тие алатки, затоа што многу подобро ќе изгледа све и подобро ќе бидат структурирани работите. Планирајте и прашувајте се што мислите дека ќе ви користи во процесот на тестирање, значи не се срамете, не се устручавајте, нема лоши прашања, секое прашање е добро и битно и така ќе ве наведе и на размислување повеќе и нели со план се прави, мора да се плански ако сакаме да успееме во нешто. И за крај автоматизирајте ги долгите и повторливи тест случаи, тест сценарија. Тоа е од мене накратко за основи на автоматско и мануелно тестирање и вовед во истото, па сега може да преминеме на делот со прашања и ви благодарам за вниманието. Океј, благодариме Фросина, одлична презентација во секој аспект. Имаме и доста прашања. Или ќе треба да останеме до 9 да ги одговориме, така да предлагам да земеме рандом прашања. Океј. Сакаш ти? Бидејќи има стварно доста, така да ќе одбераме рандом. Првото ни е од Сашка. Рековте дека мануелно пишување се врши во код, дали тоа значи дека треба човек да е програмер за да напише тест? Вака, автоматското тестирање се извршува преку код. Не треба да е програмер, како што кажав, значи треба некој вовед се учи некој вовед во некој програмски јазик, вовед во програмирање, треба да ги имате тие основи и потоа натака со вежби и со практични примери. Има и многу курсеви кои што може да се најдат, а исто и академијава е доста голем помошник за да се воведете буквално и во програмирањето и во некој програмски јазик, конкретно да се учат C# и Java, ама постојат милион многу други опции јазици на интернет кои што може да ги најдете. Значи не мора да сте програмер за да правите за да извршувате автоматско тестирање, со тек на време ќе се стекнете и со сите тие потребни вештини. Добро. Следно. Мартин има мислење дека не може да се тестира страна ако не знаеме да ја изработиме. Може quickly да кажеш нешто на ова? Да, па сега не знам што точно мислел Мартин, меѓутоа значи ако не дали за да се тестира страната треба да знае тестерот и да ја изработи? Не. Значи не е потребно да знае да изработи, пошто ако знае да изработи, како тогаш ќе ги најде нели баговите? Секогаш ќе си речем, чекај, јас ова знам да го направам, нема да има друг случај кај што може да се случи некоја грешка. Значи, вие добивате веќе направена страна или која е во процес на правење, таа истата ја тестирате како што се прави, така вие ги смислувате сценаријата и за да може да дадете инпут за истата, нели како би се направила, за тоа се поделени тестери и девелопери. Тестерот не може да биде девелопер и девелоперот не може да биде тестер. Мислам, доколку сакате да си ја смените кариерата понатака, да, меѓутоа двете не се преклопуваат.
Океј, супер. Добро. Прашање од Ирена, дали детално се оработуваат автоматско и мануелно тестирање во програмата на академијата? Може да кажеш за ова како се Да. го модел, да. Вака, затоа што како што спомна Вилијам на почетокот, јас сум предавач на 3 од модулите. Значи мене многу ми се допаѓаат лично и затоа и почнав да предавам. Значи на почеток се дава еден одличен вовед во програмирање. Потоа се продолжува со мануелно тестирање и со API тестирање, тоа што го спомнав, Postman е дел од API тестирањето и се учи во тој модул. Значи во мануелното тестирање значи се дава убаво знаење, добивате на цела онаа терминологија што се користи овде малце, само вие начнав, има уште милион работи покрај ова. Значи добивате знаење како да пишувате тест кейсис, тест сценарија, тест план, како да разликувате типови на тестирање и после тоа стигаме до автоматското тестирање, каде што ствари правиме едни скрипти во C# конкретно јас и во Java се работи слично, со користење на Selenium. Може да си го искуглате тој поим. Значи тоа е најпозната и сегде кај што одите најчесто фирмиве доколку станува збор за некоја голема апликација го користат Selenium како алатка за автоматско тестирање. Значи на академијава дефинитивно се поминуваат се тие работи, само морам да напоменам дека освен академијата и предавањата треба да ги извршувате редовно и домашните што доаѓаат со неа и исто да посветите време на истото за да го научите. Да, овде нели допревме на брзинка на основите на мануелно и автоматско, на академијата се оди баш nitty-gritty, step by step. Да, детал. За мануелно и нели се останува и ако има дополнителни прашања од студентите. Дејан, да ќе го добиете предавањето со снимка во thank you mail после вебинарот, така да може да си го изгледаш доколку не остана до крај да го следиш. Немања прашува, споменавте дека една алатка ќе се учи на курсот, дали тоа значи дека утре кога би работеле, ние можеме да одлучиме врз која алатка би работеле? Значи, на курсот на академијата ствари се учат повеќе алатки, се учи Selenium како главна за автоматско тестирање и сега има подалатки што поддржуваат одредени типови на тестирање. Тоа перформанси, за пример, колку корисници може да се пуштат во одредено време, тоа е JMeter и таа се учи таа. Вие сами по себе, значи, одбирањето на алатка зависи од типот на апликација. Значи, зависи за каква апликација станува збор, така се одбира и алатката. И тоа е вештина која што се стекнува и е многу важно да има еден софтверски тестер да препознае кој тип на тестирање и на алатка треба да го користи за одредена апликација. Значи, вие самите, пошто од желба, не можете да се водите по тоа, туку според потребите. Добро. Имаме многу прашања, нема стигнеме сите да ги одговориме, така да, дечки, извинете. Може уште некоја, нема проблем. Не го спомнеме, словно ќе ви напишам мејл од Мија, која е продукт менаџер на академијата. Може да ги напишете нејзина мејл, она ќе се искоординира со Фросина и ќе ви вратат секако доколку не стигнеме сега да го одговориме. Еве, Сања има неколку прашања, може да го одговориме. Првото, кои се најголемите предизвици со кои се соочувате како QA тестер? Вака, затоа што јас повеќе работам automation, најчест предизвик е како би се автоматизирало едно сценарио и пошто значи се работи на доста големи апликации, значи тоа е најчесто една од работите што ќе ги спомнам. Друга работа е често влегуваме во дебата со пример со девелопери, дали мислам ова и од други искуства го кажувам на други луѓе, пример често влегуваме во дебати дали е пак нештото, дали не е, па треба да се објасниме. Често исто многу тешко е да се препознае начинот на, пример да се препознае, значи да се осигураме дека таа алатка што сме одбрале, да баш таа ќе ни користи во тестирањето. Па на пример дали сме ги разбрале добро барањата од корисниците, па дали сме ги, значи предизвик е исто да ги покриете сите сценарија на за тестирање на една апликација. Има многу предизвици, ама и тоа самото ја прави работата многу интересна.
Океј, супер, добро, може да ги напишеш останете прашања на мејл до Мија, ќе го напишам на крајот. Следно прашање ни од Сашка, колку време е потребно човек што нема никакво искуство, предзнаење со никаков софтвер да научи тестирање и да стигне до junior entry level тестер? Вака, значи, јас лично познавам доста луѓе кои што не биле од IT секторот, немаат завршено некој од факултетите за IT што се кај нас или било каде. Значи доволно е, значи како што реков, треба упорност и треба стварно да го сакате тоа. Значи треба да изгледате неколку курсеви, зборам доста курсеви, треба да сватите што представува автоматското тестирање и да видите дали е тоа за вас. Доколку се пронајдете и во сите овие карактеристики што ги кажав, значи, па сега време во месеци или во денови, јас не можам да ви кажам, тоа зависи од човекот самостојно, посебно и колку време има за да вложи, ама и колку сака да се посвети на истото и од квалитетот на работите што ќе ги види или што ќе ги посетува, дали се академија како ова, дали се курсеви, дали се онлайн курсеви. Значи, кај некој за пократко време се рачуните тоа е менување на цела кариера. Значи, вие ако не студијате индустрија, тоа е промена на целата кариера. Тоа е веројатно процес што ќе трае некое време, за вие на крај да бидете стварно добар тестер што кој може да се вработи во некоја компанија како junior софтвер тестер, да речеме. Значи, никако не е невозможно, возможно е, секако, ама треба да се осигурате дека навистина тоа го сакате и треба да вложите труд и време. И треба да ви е интересно. Ако ова што ви го презентирав јас ви звучи интересно, изгледате уште некое видео, значи веројатно ми пре интересно и стварно е доста и челенџинг и секојдневно се учи нешто ново, пошто сега на сите ни треба цело време да се надоградуваме, да учиме по нешто. Така да ова е одлична шанса да го направите истото. Да, ја гледам, Сашка ни напишала дека има малку проблем со времето. Така да добро, сега како така го најдов и коментарот, мислам го најдов. Извини, го најдов и прашањето. Пишал, значи не станува збор за години, извини Вилијам. Значи не станува збор за години, не е тоа цел факултет, туку за преквалификација е потребно време, пример колку вие од вашето слободно време имате да одвоите за ова. Тоа е битно и колку сте решени дека да, стварно јас ќе станам. Беше дека Бренстен нели нуди за кратко да не мора да одите 4, 5, 6 години на факултет. Така. Да ќе вложите повеќе време, ама за 6 месеци, за 7, доколку сте посветени може да да почнете како junior тестер. Наместо за тие што немаат време да посветат години на факултетско образование. Добро, се надам дека ти го одговоривме прашањето. Не знам уште колку прашања да одиме. Ајде уште едно-две да видиме некој. Добро, иде од Елена. Дали добро се сноѓаат луѓе кои влегуваат во софтвер тестинг без IT знаење? Да. Значи јас лично познавам луѓе што не се од IT секторот и да, одлично се сноѓаат со одлична позадина или доколку и сами, ама и со некои курсеви изгледани, академии, посетувани. Дали тоа значи дека може да се вработат после тоа? Да, дефинитивно. Океј. Добро, супер. Ќе скипнам неколку прашања, се извинувам на сите што нема да ги одговориме. Добро, неколку од овие ги одговоривме. Само момент. Дали е потребно познавање од Git за софтвер тестирање? Не е потребно познавање од Git, посебно не за мануелното тестирање. За автоматско тестирање, да, потребно нормално како што навлегувате понатака да знаете некои од командите. И пожелно да ги знаете, ама и за тоа има туторијали, а исто така и на курсов на академијава се поминуваат некои основни Linux команди кои што се користат во Git. Добро, супер, е едно по-лично прашање од Дими. Како ти слушна за софтвер тестери, зашто се одлучи баш за таа IT област? Па, значи на факултет, јас бев на Финки, нема некој предмет што посебно е посветен конкретно е посветен баш на тестирање на софтвер.
се начна во еден од предметите. И јас случајно уствари почнав со софтвер тестингот пред 3,5-4 години негде, почнав со пракса. Уствари видов област и ми личеше нешто што е поинтересно и поразлично од тоа што сум го изучувала до тогаш. И на факултетот тоа што имам читано и слушнато. И ми дое доста интересно, па кога почнав праксата, сфатив дека уствари да, во ова сакам да се насочам и да се надоградувам. Почнав како мануелен тестер на пракса, потоа имав некој размак од време околу помалку од не знам, година, 10 месеци, каде што си учев сама, си читав се тоа додека бев на факултет и после тоа почнав како automation тестер. Значи, желбата ми беше тоа што е нешто поразлично, нешто интересно што ги вклучува еден склопен на им креативност, им тестирање, има и програмирање, доколку си неколку сме нели посветени поише на automation, зависи секој што му лежи повеќе, тоа ќе си го работи, двете се супер. Добро, интересно да имаме луѓе од сите индустрии, дали од програмирање, дали од стоматологија, не знам, било која индустрија што одлучуваат како ова не знам, сакам нешто друго и ќе го откријат. Да. Софтвер тестинг и потоа одат, нели, секој си има свој начин како да изучува. Мислам дека може полека да затвараме сите прашања, дечки, што не стигнавме да ги одговориме или ги скипнавме. Ќе ви го напишам сега мејлот од Мија. Мија е продукт менаџер на Академијата за софтвер тестинг, така да може да ја пишете на неа. Она ќе види со Фросина доколку има некои прашања додатно од ова, ќе ви одговорат секако на мејлот. Ако има некој од тука, бидејќи ве гледам 90 луѓе се уште присутни, многу ми е драго што толку луѓе има што се стварно заинтересирани за софтвер тестинг. Ќе ви пуштам линк сега во чат за лендинг пејџот од софтвер тестинг, може да се го разгледате. Чисто видите инструктори, програма, кога ни почнува следна академија. И од таму може да си закажете интервју со Мија, каде што она ќе ви објасни додатни работи, дали сте добар фит за академијата, дали треба да дојдете на некоја друга академија, дали воопшто имате време, дали сте квалификувани за академијата. Така да тоа е тоа што ја би кажал. Ако има нешто Мија и Фросина да додадат, ти благодарам, Фросина, пред се на одличното предавање. Хвала. Сигурен сум дека сите уживавте и научивте многу. Се надевам. Ако сакате да се насочите во оваа кариера, тука е Академијата на Brainster, каде што степ бај степ се оди во секој модул детално и потоа со сите други додатни работи како практични проекти, learning и hiring програмата, каде што доста од студентите се вработуваат. Секако да бидеме реални, не може сите да се вработат. Се вработуваат тие што се упорни и стварно работат. Ама како што гледам, за да останете до крај на вебинаров да го следите, сигурен сум дека ќе следите академијата, така да не должам. Тоа е тоа од мене, ако сакаат нешто да додадат Мија и Фросина, инаку Хвала, Вилијам, ви се заблагодарила на сите за присуството и сите прашања. Слободно пишете ми ги на мејл. Тие што можам ќе ви одговорам јас лично, другите ќе ги пренесам до Фросина и до петок имате одговор на сите прашања. Ви благодарам уште еднаш. Хвала ви од мене. Добро, дечки, ќе го имате инаку предавањето утре на мејл, ако сакате да си го изгледате. Тоа е тоа. Ви благодарам што присуствувавте уште еднаш и се гледаме на следен вебинар. Убава вечер на сите. Убава вечер. Добра вечер. Чао. Чао.